Добро, се заблагодарам на присуството, како што кажа градоначалникот. Денеска сме во работна посета на Битола. Наистина има што да се види. Ова е една година на развој и можам слободно да кажам прва година која што градоначалникот заедно со Советот, заедно со тимот во општината, заедно со јавните предпријатија можеше целосно да ја креира согласно на неговата програма, затоа што претходната година веќе беше година кога беше донесен и буџет од страна на неговите претходници. Ова е прва година која што целосно ќе биде според програмата и според приоритетите на Тони Коњановски и неговиот тим. Можам да кажам дека одлични работи се случуваат во Битола, не затоа што сме во Битола, но дефинитивно Битола ќе е општина која што ќе има најголем буџет за капитални инвестиции во цела Македонија. Далеку е пред сите останати општини, вклучувајќи ги скопските општини, и тоа е за поздравување и за честитки. Она што е особено значајно затоа што е во делот на инфраструктура, тоа најмногу им треба на граѓаните и тоа го забрзува локалниот економски развој, затоа што најчесто работат луѓе кои што се од тука, од регионот, и на тој начин можат да се вработат луѓе, да приходуваат и да се подобри животниот стандард. Ја спомена градоначалникот обиколницата на Битола, тука се и останатите инфраструктурни проекти, а во однос на спортскиот комплекс јас го видов планот, навистина изгледа добро и можам да ветам дека влада предводена од ВМРО-ДПМН ќе најде начин да се isfinansira, затоа што се работи за голем проект кој што ги надминува можностите на буџетот на општина Битола, и можам слободно да кажам дека ова ќе е една од заложбите на новата влада предводена од ВМРО-ДПМН. Ќе ми дозволите уште кратко една тема да искоментирам, затоа што сме во Битола. Кога сме во Битола секогаш помислуваме на енергетиката, тука е рек Битола. Сакам да ги искоментирам последните случувања, се однесуваат на набавката на газ за потребите на и државата во делот на грејење, во делот на производство на електрична енергија, но и на компаниите. Се работи за еден огромен скандал. За жал во енергетиката има само скандали, имено ЕЛЕМ, односно ЕСМ, потпиша договор со сомнителни фирми од Бугарија за набавка на газ по фиксна цена од 99 евра за мегават час, иако денес, доколку ја отворите Хупекс како релевантна берза за цела Југоисточна Европа, ќе видите дека цената е 59 евра. Што значи само денес разликата е околу 40 евра по мегават час, или преведено во проценти некаде над 40% е разликата помеѓу тоа по кое што набавува државата и се трошат народните пари и она што е денес цена на берзата, што не значи дека се работи за огромни екстра профити на овие сомнителни компании од Бугарија, што отвара сериозен сомнеж за криминал и корупција. Значи или се работи за тотална неспособност и незнаење, во што не верувам, или се работи за добро, многу добро испланиран криминал и корупција во услови кога се оди со вака повисоки цени и се оди со фиксни цени, и во услови кога се очекува дополнително да паѓа цената на гасот на светските берзи заради позитивните случувања во тој дел. Така што би сакал да го повикам овдека целиот менаџмент на ЕЛЕМ, како и владата, и лично министерот за економија Крешник Бектеши и премиерот Димитар Ковачевски да дадат одговор и да понесат одговорност за ова ненаменско трошење на пари, кое што во месец јануари достигна над 1 милион евра повеќе од тоа што беше на берза. За февруари веројатно ќе е над 2 до 2,5 милиони евра повеќе од она што е берзанска цена, и да дадат одговори каде одат овие средства, исто како што до денес не сме добиле одговор како е возможно на скоро секој тендер кој што го објавува ЕЛЕМ во име на рек Битола да има само по еден понудувач. Се уште не можеме да откриеме како е возможно да нема втора компанија заинтересирана на повиците кои што ги објавува ЕЛЕМ еве веќе со години, а се однесуваат на работењето на рек Битола, и како секогаш тие кои што се понудувачи, а тоа е секогаш еден понудувач, имаат точно цена онолку колку што е предвидена цена, ништо помалце од тоа, туку точно онолку колку што е предвидена цена, и дали може да одговорат колку на овој начин се изгубени средства во име на рек Битола и во име на ЕЛЕМ и на владата на Македонија и на буџетот, и колку на тој начин компаниите пред се и граѓаните плаќаат повисока цена на електрична енергија. Ќе застанам тука доколку има прашања по елет. Контекстнува ваш коментар околу енергетската состојба во државата. Па енергетската состојба за жал ја следи
незнаење од една страна и од друга страна голем криминал и корупција. Еве спомнав два примери, мислам дека се доволно за денес за да се отворат две големи теми. Едната е набавката на газ по 40% најмалце повисока цена од берзанската цена и второ зошто во РЕК Битола секогаш има по еден понудувач. Доволни се овие две теми денес да се отворат и да се дадат одговори, како и одговорност која што подолг временски период не ја гледаме, и тука одговорноста е на највисоко, затоа што со одлуки на оваа влада практично одлуките се одземени од РЕК Битола. На овој начин не амнестирам никого, но тоа се фактите, и набавките се прават директно од централата, односно се прават од ЕЛЕМ, односно од владата, затоа што раководството на ЕЛЕМ е назначено директно од владата. Од СДСМ преку соопштение вела дека дополнителен удар врз стандардот на граѓаните направија општините како Гевгелија, Штип, Радовиш, Битола, Охрид, Прилеп со драстично зголемување на цените на комуналните услуги. Ваш коментар? Па, мислам дека добро се сеќава јавноста дека уште минатиот февруари сите општини побараат од владата да интервенира токму во делот на електричната енергија. Не се криви општините што владата е неспособна и криминална и што целата електрична енергија која што се троши во Македонија не се произведува во Македонија, иако Македонија има капацитети да ја произведува таа електрична енергија. Сведоци сте дека постојано некој од блоковите во РЕК Битола не работи на подолго или на пократко. Да не зборувам за хидрокапацитетите, да не зборувам за работата на РЕК Осломеј или на останатите капацитети. На тој начин приморани се општините да купуваат електрична енергија на берза. Цените се драстично високи. За минатата година се сеќавам кога бевме тука во офицерски дом во Битола, кога пресметавме дека општина Битола ќе изгуби само за една година 2,5 милиони евра, со кои што можат да се направат неколку големи инфраструктурни проекти, и тие 2,5 милиони евра општината ги изгуби затоа што ги даде на трговците на струја, затоа што владата не е способна да се произведе струјата дома. Во такви услови, кога нема никаква помош од владата, кога цената на електричната енергија е таква каква што е, за жал општините немаат друг начин за да можат да преживеат и да ги сервисираат услугите кон граѓаните. Доколку има паметен пристап од владата, што ќе е пристап на идната влада, тогаш ова ќе се изрегулира и цените на комуналните услуги ќе се намалуваат. Уште едно прашање, власта вели дека зад бугарските здруженија стои агентура и многу пари. Ваш коментар? Па, ова е добра тема, особено тука во Битола, имајќи предвид дека провокациите почнаа токму од Битола. Мислам дека односот на власта кој што е однос на постојано попуштање и постојано виткање на кичмата го доживеа своето фијаско и се удри во зид со последните случувања со Бугарија. Се покажа дека таа политика на постојани попуштања носи само порази за Македонија и се виде дека секогаш кога има политички потреби во Бугарија, Македонија влегува во криза, како што е оваа последна криза во односите со Бугарија. Во таа насока самите представници на власта кажаа дека се работи за луѓе кои што се здруженија, позади кои што стои агентура и нелегално финансирање. И јас во минатата недела, точно во недела, побарав да се дадат неколку одговори, од кои што првиот одговор е власта треба јасно да излезе и да каже кои се тие агентурни мрежи и странски служби кои што работат на нарушување на односите помеѓу Македонија и Бугарија, и за истото да поднесат детален извештај во јавноста како јавноста би била запознаена. Втората работа е да се провери финансирањето на овие здруженија и на поединци, да се види поттеклото на парите и од каде тие пари доаѓаат. До денес немаме одговор на овие две барања, како и барањето за спроведување на пресудите на Европскиот суд за човекови права, на поголема ажурност на македонските институции и на правата на македонците во Албанија. На овие барања немаме одговори, што само говори дека или блефираат, или безбедносните служби не ја работат својата работа, и затоа цела јавност сега е во грч што ќе се случи во сабота на 4 февруари, кога гледаме дека бројни граѓани од Бугарија велат дека дури ќе бидат и придружувани и ескортирани од полицијата, како да се работи за високи VIP гости, а не за провокатори кои што доаѓаат на одбележување на годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Јас се надевам дека ќе помине во мирна атмосфера, се надевам дека ќе помине достоинствено, и тука од Битола сакам уште еднаш да ја обновам иницијативата која што ја дадовме, а тоа е македонската влада да побара од грчката влада во Кукуш, родниот град на Гоце Делчев, да се изгради спомен куќа, музеј на Гоце Делчев во кој што ќе биде представен неговиот живот и животот на неговото семејство како родно место на Гоце Делчев. Тоа е начинот на кој што може да се градат мостови помеѓу државите и народите.
Благодарам. Ви благодариме. Хвала, хвала.